Зоче Заев на син му Дуле за полнолетство му отворил фирма за производство на електрична енергија. Тоа е затоа што Зоки многу си го сака своето дете. А ние останатава ситна боранија, за разлика од Зоки, ние не си ги сакаме децата. Ние си ги тепаме со закачалка и затоа сите си ги избркавме од дома. Правец во белиот свет да заработуваат, а не овде каде ни сметаат, тука да ни се маткаат меѓу нозе. Нема зашто овде да блескаат во економијата. За 4 години колку што Зоќе неовластено беше премиер на дип шитот, 200.000 наши деца отидоа во Европа и Америка, а некои и понатаму. Сургун чопек, ауфидерзен! Си позајмија пари, си ги собра парталите, не се исплаши од короната и си заминаа од темниот вилает на Зоки Заев и неговото судство, парламент и полиција. Само кондурите им ги оставивме овде. Ако Шеќеринска организира некаква журка на плоштад, да ги наредиме кондурите пред владата, за да можат невладините да лажат по белиот свет, како режимот ги избркал и сега нема кој да го гласа дуи и СДСМ најдемократските владетели во Европа и понатам. Сургун чопек ауфидерзен! Само не ми е јасно зашто Зоќе не му отворил на син му фирма за корнишони како што е фамилиарната традиција, туку за производство на струја, бе. И после ми текна. Му било глупо кога ќе се јавува за тендерите и кога ќе опрашаат зашто се јавил, да им рече па те барам, братче, за крастајците. Па не му личи на Зоќе да испраја криви крастајци. Тој е бизнисмен од висок ранг. Кривите крастајци од 250 денари му ги остави на соголениот народ да ги шмука, тоест да ги јаде со гледање преку излог. Се фати Зоќе за струјата. Прво ја поскапе, па потоа отвори фирма да не му се мучи детево кој нашиве деца у странство. Или тука што се како што се мачат по фабриките овие кафиќите за 18.000 по ново, нали? Пардон, само Дуле не е дете. Да се разбереме. Деловно е способен, има 18 години. Така да од сега, така и ќе му се обраќаме. Бизнисменот Душко Заев. Ви се молам. И не е точно дека нема врска со бизнисот со струјата. Кога дедо му уште на времето имаше патентирано струја без плаќање, дури и патентот му беше потврден со судска пресуда, ако ме разбирате што сакам да ви кажам. Нали? А и татко му Зоќе има врска со производство на струја. Нели струјата оди во Македонија, во Северна Македонија по жици, а Зоќе не молеше да не му ја пипаме жицата. Мислам жицата македонска, сакал да каже. Не пипајте, ќе нема дете во леп да јаде. Мора нешто да работи, што и да е. Струја, мислам, кој ти дава. Аман више од тие крастајци, па досадно е. Само крастајци да продаш, за крастајци да се фаќаш цел живот. Крастајца, овде крастајца, онде крастајца, крастајца. Не оди, досадно е. Кога вашите деца мораа да емигрираат, кога Пендаровски рече дека и он да не бил председател ќе си одел од Вука Јабинава, па нели е греото и Дуле Заев да си оди? Ви се молам, нали? Сургун чопек ауфидерзен! Нека остане младичот и нека ни буфта струја по нови цени. Битно е да дрма добро, а и струјата и марихуаната дрмаат здраво. И кеш има, бе! Па греото е без пари да работи, ко децава наши по кафичиве, нели на функционериве што ги отворија. А и фирмава ја крстиле со мерак, бе! Абе, поетски! Total Energy. Цело е кога има се. И тоа се е само за Зоќе, ништо за другите. Тотално се. Кога тотално ќе ја сјебеш државата, кога тотално ќе смениш се, кога народот тотално ќе го осиромашиш, кога тотално ќе ја изгуби тој народ надежта, тогаш се појавува Total Energy. Фати жица. Целата енергија од тука. Тотално сите тендери. Или ќе оставите нешто и за Кочо, а? За Кочо ти има нешто, а? За Кочо. И за овој од Дуи што ве бркаше со пиштоли, има и за него, а? Има. Мора и за него, бе, тотално барем 25%, па Македонија да оди тотално у курац. Пардон, мислам, Северна.